Добар ден и од мене. Стигнавме до последните 30 на минути од денешната утринска на Телма, кои редовно се резервирани за родителскиот магазин 0М+ на телевизија Телма. Успехот на учениците во текот на школската година се вреднува со оцени. Каков ефект имаат оценките врз мотивацијата на децата да учат и можат ли родителите да влијаат врз школскиот успех на нивното дете? Новие и навистина многу други прашања денеска ќе побараме одговор од Наде Молеровиќ, професор по историја, директорка на основното училиште Гоце Делчев и мотивацијски говорник за деца и млади. Добре дојдовте повторно во емисијата. Успехот на учениците се вреднува континуирано во текот на целата школска година по сите предмети. Се испрашуваат децата усно, писмено, понекогаш и практичната работа се оценува, зависно во кои оделенија, дали во понижите или пак во погорните, и при тоа добиваат оцена. Сега, дали секогаш оцената е мотивирачка за ученикот да учи? Сите ние сакаме да не оценуваат и секогаш да ги добиваме највисоките оценки по било која основа, дали по нашиот изглед, по начинот на кој што зборуваме, како постигнуваме резултати и така натаму, а особено за децата е многу важно оценувањето. Затоа мора да бидеме исклучително внимателни како оценуваме, што оценуваме, што би требало на учениците да им соопштиме, што е тоа што ние како наставници сакаме да ги оцениме. Значи, децата мора да бидат запознаени што е тоа што наставникот ќе го оценува. Многу е исто така интересно за сите нас како работени во образование да на своите деца им кажеме кои се нашите очекувања. Например, ако јас професор по историја сум и на моите деца по историја им кажам дека ќе учиме за стариот век, значи јас треба да им кажам дека јас очекувам тие да научат тоа, доколку го научат тоа и тоа ќе добиват петка или ќе добијат највисоки оценки. Значи сите елементи што една оценка ги содржи, јас сум должна како наставник, како професор да им го тоа објаснам на децата. Ако децата точно знаат што е она што наставникот оценува, дека наставникот треба да е реален и објективен, првиот предуслов, затоа што имате многу деца, ако вие не сте објективни, ве оценуваат децата дека не сте објективни, автоматски вашиот авторитет како наставник и не е на некој високо ниво. Значи нашите деца точно треба да знаат тоа што го учат. Прво, зошто го учат? Значи тоа се едни клучни прашања кои што секој треба да ги постави. Затоа што детето во своето главче си го поставува тоа прашање. Чекај, сега учам за стариот век, па зошто ова го учам? Дали ми е потребно? Дали ми е често се го поставува тоа прашање. Дали ми е потребно, што од тоа треба да знам? Наставникот е тука, треба да биде вешт, да биде наоружен со знаење прво, потоа со многу пошироки знаење, самиот да знае што на деца од одредена возраст им е потребно како знаење, кое што ќе им биде неопходно за понатамошниот тек на образованието. Значи, тој треба самиот да процени што е тоа што не е важно, која фактографија е небитна, со кои податоци детето не треба да се оптеретува. Затоа што ако вие на детето му кажете дека ќе го оцените за тоа и дека треба да научи, ако во стариот век живееле, да речеме, во секојдневниот живот, какви алатки употребувале дома, со што да направи ретроспектива и да направи споредба што имале тогаш, а што имале денес. И ако на таков начин ги натераме критички да размислуваат, децата ќе добијат едно знаење кое што ќе им биде окей. Се додека немаат информација зашто ги оценуваат, зошто некои работи се учат, што треба да направат за да добијат највисока оценка, доколку постигнале, да речеме, средна оценка, наставникот е должен да му објасни, навистина да му објасни, слушај, ти доби тројка или доби двојка или доби четврка, за да добиеш таа највисоката кон која сите се стремите, треба да го направиш тоа. Значи, наставникот е исклучително важен, бидејќи знаете на неправилното, необјективно оценување, децата ја губат самодовербата и немаат желба да одат на училиште. Ќе проговориме за оцените и за учењето за петка, но сакала сега да се надоврза малце на она што се однесува на нижите оделенија. Зошто децата од нижите оделенија не добиваат класична оцена, туку се оценуваат описно? Знаете, начинот на описното оценување е токму тоа поентата, да децата со оценката се уште на таа возраст, тие ги разбираат како бројки и само ќе стремат кон петката. Поентата на описното оценување е да детето описно се оцени, каде што во прв план ќе се оценуваат сите позитивни аспекти на неговото достигнување, што е многу добро. И кога добивате описно оценување, родителот нормално сака објективно да знае како и на кој начин неговото дете ги освојува знаењата. Описното оценување по малку делува на рушењето на самодовербата.
Затоа што е по друг контекстот на пишувањето, има шема по која што се пишува тоа. Знаете, кога ќе видите двојка во нели, како оценка, не е убаво, ученикот нема точно сознание зошто е добил таа двојка. И тој на него делува дека не знае, па поготоа може да биде исмевано до колината, може да биде од наставникот, исто така се смета дека тој не е успешен. Тоа е една причина да детето биде под чувство дека тој не успева да постигне, тој не го бива, има ниска самодоверба, нема да му се оди на училиште, немате мотивација, немате ништо што детето ние да го поттикнеме. Така, но сепак некои наставници сметаат дека треба да има некаква мотивација дури во првите оделенија, па употребуваат печатчиња, соцветчиња или пак некоја друга форма, фигура, за да ги поттикнат децата кога ќе покажат знаење да продолжат понатаму. Да, сега ви разбрав прашањето во однос на описното, сакате да кажете дека децата се радуваат на петките. Апсолутно да. Значи наставникот не мора да, тој може да си каже, да си одреди на кој начин тој ќе им покаже што се добиле, каков напредок постигнале. Дали што велите печатчиња било, тоа зависи од креативноста на наставникот. Меѓутоа поентата е, Марија, дека секое дете треба да биде пофалено. Значи секое дете е талент и тоа е загарантирано. Луѓето психолози што истражуваат тоа викаат, секое дете е гений. Секој има свој вроден потенцијал. Секој, немаме дете кое што не успеало. Само зависно не успеало поради убедувањата на родителите, нели, од нивните очекувања дека децата секогаш мора да имаат најдобри оценки, дека децата очувствуваат ако добијат помала оценка, нивниот родител дека ќе биде луд или ќе биде налутен или ќе биде нервозен зашто не постигнал повисока оценка. И знаете, тоа е, сега детето го сака највеќе на цел свет својот родител, од друга страна сака да го задоволи, овдека има послаба оценка и знаете, тоа е една конфузија во детската психа која што делува многу негативно. Децата треба континуирано да се поттикнуваат и да им се дава простор дека тие навистина можат се. И ако смета дека добиле помала оценка, тоа не е крај на светот. Така треба и родителите да го гледаат. Така, да, но иако на момент изгледа дека родителите вршат некаков притисок на децата да учат за петка, сепак системот е таков. Доколку децата во основното образование немаат просек 5.00, не се скроз одлични, тогаш воопшто не можат ни да конкурираат во одредени средни училишта. Да. Тоа е еден системски проблем кој што треба да се реши. Можеби од тука и потекнува причината што одредени деца и не го сакаат училиштето. Апсолутно така. Јас се согласувам. Значи, знаете што, прво, ние како наставници, како образовен систем, како педагошки кадар, секогаш работиме во интерес на децата. И сега, знаете, кога ќе дојде крајот на учебната година, ако некој имал четворка или имал тројка, наставникот или ќе се обиде, ние се обидуваме да направиме нешто за да тој барем постигне повисок резултат. Потоа ние подаруваме, нели? Викаме, ајде ние ќе му дадеме една оценка повеќе за да може да се упише во средното образование. И сега вие имате во училиштата просек 4.90, 4.93, 4.70. Многу ретко ќе најдете. Значи тоа е необјективно постигнување на успех, заради тоа што па статистиките, нели, овие кои што се спроведуваат колку нашите деца имаат, какво знаење поседуваат, дека нели не умеат да читаат, не разбираат тоа што читаат, дека имаат проблем. Функционалното знаење е многу ниско, ние сме меѓу последните во светот. За жал. Значи, јас сметам исто така дека знаете што училиштата се институции, се објекти каде што децата ние треба да ги прифатиме и да се обидеме, да им дадеме една мудрост во нивното образование. Што значи тоа? Не знаење како знаење. Знаете, ние сме го сватили образованието дека колку повеќе знаење, колку повеќе му стават информации во главата на детето, дека толку е подобро. Не, напротив, подобро и најдобро да се ставаат оние мудрост, што значи искуствено знаење, знаење кое што на детето ќе му помогне утре, тоа што го учел за стариот век, да знае што е тоа што тој ќе треба да го искористи во секојдневниот живот. Бидејќи нашите деца ние не треба да ги правиме роботи, треба да ги поттикнеме да си ги откријат своите таленти, своите дарби, својата вредност, а секој е вредно, што вика секое дете е совршено. Само колку ние како родители, како наставници ќе успееме да го процениме дека тоа е најважно, да поттикнеме кај него чувство дека тој вреди, дека тој ако добил тројка како оценка, тоа не значи дека е помалку вреден. Исто и родителите, ако нивното дете добило тројка или четворка наместо петка, да го сакаат и поради тоа што добил тројка и да му објаснат дека слушај, така се напредува. Сега барем ќе знаеш следниот пат што треба да направиш. Значи, тој тип на
комуникација е најважниот за да детето разбере дека и ако не постигнува резултати онакви какви што очекува можеби неговиот родител, за да не го разочара па да биде сега тажен, туку родителот треба да го научи да му рече добро, окей, сега ќе одиме низ процесот на учење, секој ден ќе видиме што сме научиле ново, по што ти имаш проблем и да си добил двојка, па тоа се случува, па ти си дете, се едуцираш, растеш, мораш тоа да го свати си зошто си ја добил. Самиот да види зошто добил помала оценка, која е причината, затоа што оценките не се вредност, оценката не значи дека детето е одлично, ниту па знае дека значи дека детето не постигнува резултат кога има помала оценка. На крајот на криштата не можат сите деца да имаат петки по сите предмети, не секој дете има талент за секоја област. Да. Некои деца вложуваат многу голем труд за да го постигнат посакуваниот резултат, но откако нема да се случи тоа, односно нема да ја добијат посакуваната оценка, тие се чувствуваат поразено, се чувствуваат лошо. Споменавме дека понекогаш лоша оценка за некој дете значи и четворка. Тоа е голем притисок. Да. Огромен притисок е тоа да детето не сме да покаже дома дека добило четворка. И сега како да се развие позитивниот однос на овие деца кон училиштето? Еве сега споменавте дека родителите имаат голема улога. Знаете, очекувањата значи кога детето се подготвува за училиште, родителот треба точно да му каже што тој како родител очекува од детето. Ако е прво деление, ако е нели согласно возраста, такво ќе му биде објаснувањето. Да им кажат дека со текот на совладувањето на наставните содржини, тој треба да се подпре прво на себе, на поддршката од наставникот, да се респектираат забелешките на наставниците, укажувањата кои што не значат критика или обезвреднување на нивното дете, тука авторитетот на детето, на наставникот да биде взаемен со авторитетот и на родителот, затоа што ако ние заеднички се поддржуваме и родителите и наставниците, ќе имаме заеднички успех за детето. Не може за децата, односно пред децата да се омаловажува и да се подценуваат вредностите на наставниците како едукатори, бидејќи е многу важно во очите на детето да имате вие личност која што ќе биде почитувана, која што ќе биде ценета, од која што тој се ќе прифати и забелешка дека треба тоа да се направи, дека треба толку да се познае, дека ме разбирате, значи тој во улогата во ликот на наставникот ќе гледа свој инспиратор и мотиватор, некој во кој тој ќе се пронајде можеби себе си во иднина. Сакав да кажам уште една работа која што многу мене ми е важна, а јас сакам да ја соопштам. Знаете што, велат вака, ако еден наставник не може да предава 14 предмети, да биде експерт по 14 предмети, како ние очекуваме едно дете до 14 годишна возраст да познава и да ги знае содржини и одлично да ги владее сите предмети подеднакво. Тоа не е возможно. Значи ние како образовани, како наставници, како кадар кој што имаме одговорност кон овие наши млади деца, бидејќи тоа се тие што ние ќе ги направиме. Такви вредности ќе им наметнеме какви што ние им споделуваме. Значи доколку сме искрени им покажеме дека училиштето не е место каде што некој е повеќе вреден, а некој е помалку вреден во однос на оценката, дека сите сме тука да учиме еден од друг. Мислам дека и нашата човечка желба, односно човечка мисија е точно да ги наследиме и да учиме од различните искуства и да ги премениме во својот живот. Дека нема погрешни одговори, дека само има на различен начин се гледаат нештата, дека ученикот кога решил математика на ваков начин сгрешил, како што викаат, нели? За жал нашите колеги, моите колеги многу често знаеме дека аз греши. Нема грешки. Тоа е само обид да се дојде до некој резултат. Тоа да не се спомена дека си сгрешил, него ај обиди се, види како мислиш дека можеш подобро. Дали ако си добил тројка, си вежбал толку многу, сега ќе знаеш што треба да направиш за да постигнеш подобар резултат. Тоа е начин на кој што децата и ќе знаат да се радуваат на вистински на својата вредност, на она што го постигнале, не на лажното подарување. Ние ги научивме децата да се радуваат за нешто што не го постигнале. Дали за секоја петка стои знаење? Бидејќи децата постојано тежнеат кон совршенство, добијат петка, па таа да биде чиста петка, да биде без ниту една грешка, но дали тоа значи дека таа е одрас на знаење? Па не бе, ви кажав она што родителите ги притискаат дома дека мора да бидат одлични, дека мора да имаат по секоја цена петки. И тие молат, и тие се сакаат само да добијат петки. Јас секогаш сум го поставувала прашањето и кога сум била професорка и ми значи, окей, еве јас ќе ти дадам петка, на пример.
Дали ти би бил среќен да се приспиташ себе си, дали оваа петка на вистина е заслужи? Ако си ја заслужил и знаеш дека си посветил време, си бил дел од повеќе наместо да одиш надвор, си седнал, си се посветил да истражуваш како да дојдеш до поголемо знаење или тоа што наставникот го бара од тебе. Доколку ти тоа го гледаш, точно ќе знаеш што се вреднуваш сами од себе си. Уште погорд ќе бидеш на себе ако ти со твоето знаење си успел да добиеш и да постигнеш високи резултати. Тоа треба да биде една работа, знаете, национална. Так, а што е со децата кои што покрај сите обиди не успева да ја постигнат посакуваната цел? Се случува ли комплетно да се демотивираат? Се среќавате ли со такви ученици? Како не се среќаваме? Знаете што, децата, ние како возрастни, како и родители и како наставници, ја имаме обврската за секој искажен збор. Што значи, ако вие на детето му кажете дека тоа што направи него бива него, па ќе се подсмевнуваат другите околу него, а тој уште повеќе ќе страда во себе, нема да сака да оди на училиште. Тоа се страшни последици по психоемоционалниот развој на децата. Мора многу да се зборува, прво дома со родителите, во однос на она што се случува во училиште. И јас секогаш кажувам дека е добро, еве како пример, добро е веќе бидејќи почнавме еве нели втор ден на училиште, да не им се поставуваат оние исти прашања како ти беше денеска, што јадеше. Тоа се оние банални прашања. Прашајте го, денеска, со што ти си гордна сами од себе? Што денеска те повреди? Ако нешто тебе денеска те повреди, што мислиш зошто тоа те повреди? Дали можеше да се промени оваа ситуација? И да го прашаат, добро, ај ти денеска знаеш што си горд, што си научил ти денес? Кој е новото знаење што го стекна? Што научи, макар една новина да ја научи, за да може да запамети, тој ќе добие една практика, една навика, дека секојдневно треба да размислува. Секојдневно да си постави таков начин на размислување. Да видам што јас денеска мене ќе ме направи среќен, да видам дали ја можам и некој друг да направам во делението среќен, дали некој дете кога го направам тажно, и јас ќе бидам тажен, што можам да помогнам? Ако имам конфликт, како да го решам? Ме разбирате? Таквите прашања се мотивирачки, се инспиративни и се многу едукативни. И родителот на таков начин ќе знае што се случува. Никако пред родителот пред детето да не зборува, да го потценува училиштето, да му ја маловажува улогата на наставникот. Тој може да разговара со наставникот на своето дете за нешто што е важно за неговото дете, меѓутоа знаете што, да не критикува јавно пред децата. Децата затоа не го почитуваат и училиштето. А ние сме одговорни да им создадеме да го сакаат училиштето. Так, тоа е еден голем проблем. А не го сакаат. Знаете зашто не го сакаат? Затоа што точно наидуваат на ваквите. Ги омаловажуваат, им велат дека не учат, не знаат, не си постигнал ова, не ова. И знаете све не знаеш, не можеш, не направи како што треба, не. И знаете, не пронаѓањето на добрите, на прогресот и пофалувањето на прогресот. Так. Со добри зборови детето само му даваат крила и тој ќе сака едва да дојде. Сетите се кога сте биле вие ученик. Дали не сте ја сакале наставничката која што највеќе ве охрабрувала? Јас да, кога ќе сум ги видела нејзините насмеани очи и кога ќе сум видела дека сака да ми помогне и е до мене секогаш и никогаш не ми рекла дека иди, знаете, заради таквите децата не сакаат да одат на училиште и не сакаат затоа што се многу груби едни со други како деца. Не се почитуваат, не другаруваат, се е тоа на она виртуелна магија на компјутерите. И неможноста од таква комуникација, незнаење, ненаоѓање на соодветни зборови да комуницираат меѓу себе, тие не умеат да решаваат проблеми. Проблемите доаѓаат им ги решаваат родителите. Родителите им стојат буквално во заштита која што е претерана и не е добра. Децата не умеат да се снајдат затоа што улогата на родителот е токму таа да го способат само да се справува во средината. Се веќе кога зборуваме за презаштитување, родителите често знаат да кажат детето му е по цел ден седи над книга, не ги постигнувал очекуваните резултати, па понекогаш ја бараат вината кај наставникот наместо кај своето дете, некогаш напротив велат па и не доволно учи. Сега тука многу често на интернет може да се најдат совети, техники за правилно учење, техники за децата да добијат петка. Може ли да се применат кај деца од основно образование ваквите техники за
успешно учење? Како не? Се може. Знаете што интернетот е едно големо море на информации каде што ги имате споделените искуства на луѓето кои што успеале да спроведат ваква метода, таква метода, ваква стратегија, вакви зборови, вакви прашања. Имате се готово. Желбата е само дали наставниците го имаат како желба, дали родителите имаат желба да бидат подобри од што се, дали наставниците имаат желба да бидат подобри од што се, да си се запрашаме сите ние, вклучувајќи се и децата, да се запрашаат, нели, што тие сакаат, што тие очекуваат од ние да ги прашаме. Што ви очекувате од оваа учебна година? Што очекувате од училиштето? Доколку имате проблем, кому би се обратиле? Дали би зборувале за вашите проблеми? Како да ги надминеме проблемите и така натаму? Тоа истото треба да го направат и наставниците. Како да бидам поуспешен? Ако на моите деца денеска им е досадно на моите во класот, нели? Што да најдам некој интересен модел да ги анимирам? Ајде да видам што направиле другите колеги. Ајде да видам што направиле во светот. Ако сме отворени за такви знања, треба да сме секојдневно, бидејќи сме живи суштества кои што имаат свест и кои што треба да направат нешто подобро од оно што го правеле вчера, тоа значи дека ние сите би се помрднале. Би оделе малку понапред. А ако одиме ние понапред, ако одат и родителите, децата ќе го следат нашиот пример. Ние се додека вака се однесуваме, децата ќе видат само слики прилика на лично, на лечење на лични фрустрации, незадоволства, критики, негативен пристап, негативно гледање на во се и се што, и децата се истите тоа што се. Има нешто што се вика, ајде малце да ги отвориме и срцата и очите и да бидеме поотворени. Ајде да го направиме тоа, бидејќи тоа е многу важно пред се за успехот на децата. Ви благодарам што бевте дел од 0М+, ке се видиме повторно во некоја друга пригода, а ви посакувам успешна училишна година. Јас на сите ви посакувам успешна училишна година, на сите гледачи кои што имаат деца, внуци и така натаму, и ги посакувам секогаш да ги охрабруваат и да ја поттикнуваат љубопитноста на децата. Да бараат добро во секого, да бидат добри, да умеат да разговарат, да умеат да ги кажат волшебните зборови, добар ден, се извинувам, благодарам, да знаат да комуницираат со светот околу себе на најдобар начин. Денеска гостин во 0М+ ни беше Наде Молеровиќ. Следете не повторно утре, ќе имаме многу интересна тема од областа на ортопедијата, зошто растењето понекогаш може да боли, зошто децата кои што брзо растат се жалат на болки во коските и зглобовите. Доктор Антонија Хаџи Антоновски ќе биде наш гостин. Започуваме во 12. До гледање.